Првото заседание на АСНОМ е пресвртен миг во развојот на македонското национално ослободително движење, кој ги сублимира достигнатите резултати од времето на ослободителните востанија кон крајот на 19 век и Ленденското востание од 1903 година, но и подоценежниот растеж на тоа движење во Македонија, поделена со Балканските војни и Првата светска војна. На 80 годишнината од првото заседание на АСНОМ, професорот Маријан Димитриевски од Националниот институт за историја излегува со идејата за музејска поставка со работен наслов "Првите парламентарци и председатели". За неа со професорот разговараше колешката Кристина Талеска-Големтеова. Денеска, на 2 август, го одбележуваме одржувањето на првото заседание на АСНОМ, посветено на улогата и значењето на овој најсветол историски настан во нашата современа историја. Одбележувањето во континуитет го освежува паметењето за самиот настан, како историски факт на создавање на современата македонска држава и на основните идеи и определби на АСНОМ во колективната меморија на македонскиот народ и другите народи што живеат во нашата држава. Првите парламентарци и председатели е насловена изложбата која што ја подготвува професор доктор Маријан Димитриевски. Базирана е на нови архивски материјали, во поголем дел досега необјавени, а истата има за цел да ги информира и подсети новите генерации на значењето на одржувањето на првото заседание на АСНОМ. Како почна приказната за музејската поставка? Долгогодишното искуство зборува дека кога се истражува на некоја тема и новите материјали што се собираат, даваат можност да се пројави во јавност на нов труд кој што ќе го надополни она што претходните генерации не можеле да го кажат. Оваа музејска поставка што вие ја спомнавте тука се базира на нови документарни материјали, токму од фондот на АСНОМ, од записничките книги на АСНОМ и материјали кои што се истражувани во Белград, во архивот на Југославија и во архивот на Македонија. Бројни материјали и документи се дел од музејската поставка која што се подготвува. Колку ги има и што се содржи истата? Музејската поставка концепцијски е поделена во неколку делови. Главниот дел е вовед, кој што го воведува самиот посетител или читател во тематиката. Потоа следува првиот дел, тоа се првите парламентарци кои го удрија темелот на парламентаризмот во Македонија, односно иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и првото заседание на АСНОМ заедно со списокот на луѓето кои што биле присутни околу 100 и кусур, кои што биле представници на македонскиот народ и на етничките заедници во тоа време на првото парламентарно заседание првиот АСНОМ. Во вториот дел станува збор за 44-45 година, каде што се разработува парламентаризмот низ новите собранија кои што беа одржани. Тоа е второто заседание на АСНОМ, каде што парламентарците беа оформени како представници на македонскиот народ и на етничките заедници, ама сега мора да се легитимираат и да се представат и во записничката книга да се потпишат со своја рака, со своја слика, со свој потпис и со своја изјава. Тие материјали се составен дел на вториот дел. Третиот дел е оној кој што го одликува социјализмот, односно 45-91 година, и тоа е развојот на собранието и на парламентаризмот, виден низ председателите на собранието. Само за дигресија, јас напишав 4 книги за председатели на собранија. Првиот председател на собранија, тоа е Методи Андонов Ченто, веќе има пред вас една монографија и зборник на документи, се разбира и други пишувале, но јас се дрзнав за од свој аспект тоа го кажам. Вториот председател, тој е доктор Борис Спиров, има монографија, јас ја објавив и таа е веќе достапна. Третиот председател е доктор Димитар Несторов, доктор од Струга, учен човек, од Швајцарија и така натака, и тој има своја монографија. И на крајот четвртиот председател, тој е доктор Димче Мире од Прилеп, кој што даде темел на парламентаризмот, но потоа се оддалечи малку за да даде придонес кон архивистиката на Македонија како директор на архивистика. Петиот председател Лазар Колишевски има своje видување, своји оценки, недоречени работи кои што уште во македонската историографија се кажува за него и оценката за него се уште виси во воздухот, дали е тој
позитивна личност, колку е позитивна и дали направи нешто што требаше и поинаку да го направи кога станува збор за државотворноста на Македонија. И четвртиот дел, последниот, тој е од 91 навака, почнува со Андов, нели, како прв председател, па завршува со денешниот председател, нели, господинот Гаши, со презентирање на слики и со презентирање на биографии. Во собранието на Македонија кое ќе влезете, имате 27 слики уметнички на сите председатели на собрание. Тие ќе го дополнат она што ние го зборуваме сега. Изложбата содржи бројни оригинални документи кои нашите граѓани досега немале можност да ги видат. Од каде се ги набавувавте истите? Бидејќи сум искусен човек во истражувањето, човек кој што се прояви на повеќе научни тематики, меѓу другото и на развојот на државотворноста на Македонија, вратите за кои што зборувате дали се отворени или не во архивот, беа отворени за еден ваков истражувач кој е од доверба, човек кој што ќе ги искористи во научна смисла и никако поинаку. Затоа имав можност да дојдам да допрам до тие архивски материјали кои што се разбира нема можност другите помлади или не знам какви историчари однадвор да дојдат до нив. Тие се копирани во оригинална форма, кај мене се и во музејската поставка така и ќе бидат презентирани. Изложбата е се уште во подготовка, но кога ќе се комплетира истата, кога и каде ќе може да ја видат граѓаните? Убеден сум дека во скоро време јавноста ќе биде запознаена со музејската поставка на тој начин што ќе се направи каталог кој што ќе ги покани гостите да ја видат изложбата и ќе се направи промоција на изложбата со видни луѓе кои што се разбираат и кои што ја вреднуваат државотворноста на македонскиот народ, кои што ќе ја промовираат изложбата онаму каде што ние ќе определиме како место. Целта ми е да биде таа подвижна изложба, да може да посетува повеќе места и да младите генерации се запознаат со историографијата на државотворноста на македонскиот народ и на етничките заедници кои живеат тука, видени преку документите кои што ќе бидат презентирани. Убеден сум дека афирмацијата секогаш е добродојдена кај македонскиот народ. Оваа приказна секако ќе ја продолжиме, професоре, но еве за крај. Која е значењето на 2 август 1944 и која е пораката која што изложбата ќе треба да ја прати до гледачот? Кога во темнината на зградата во манастир Прохопчински се собраа околу 100 и кусур луѓе како представници на македонскиот народ за да го одржат првото заседание на АСНОМ, тие имаа своја визија за создавање на своја држава во рамките на Југословенската федерација. И таа визија им се оствари. Тогаш тие беа темел на кој што потоа се градеа сите останати, би рекол, документи од типот на статути, од типот на устави или пак некои документи кои што базираат на нивната, би рекол, работа до тој период. Првото заседание на АСНОМ не може да се негира, нити може да се заобиколи. Тоа мора секојаш да постои и тоа е темел на македонската државност. Затоа афирмацијата на македонскиот народ лежи во афирмацијата на асномските документи и асномските постулати. Не бадијала се објавени 10 тома на зборници на документи АСНОМ, почнувајќи со првиот кој што тука е презентиран од 67 година, па до денешни денови и тај процес не запира.